за прв пат, благодарение на професионализам на млади луѓе, или поточно речено на млад наш сограѓанин, и голем ентузијазам и ангажираност, сакајќи ја својата професија, се случува една трибина на тема менталното здравје. Често пати за јавното здравје има говорено во тие контексти кои претходно ги спомнав или настани, но вечерва сме тука со еминентни стручни лица кои ќе бидат овде со нас, овие час и половина, можеби и повеќе. Се надевам дека и вие како заинтересирани публика, секој од својата струка, од свој аспект ќе постават и прашања на тие теми кои ќе бидат образложени од нашите гости. Го најавувам, после овој краток вовед, конкретниот настан, значи трибина на тема менталното здравје. Организатор е Сдруженијето за психологија, советување, психодиагностика и едукација Когитацио рационалис од Кавадарци. Наш домаќин, ќе кажам, вечерва, јас ќе бидам модератор и водач еден низ настаните вечерва, е Атанас Ивановски. Како основач и председател на Сдруженијето за психологија, советување, психодиагностика и едукација Когитацио рационалис Кавадарци, но и како организатор на трибината Менталното здравје и важноста од истото, сакам да ви посакам добре дојде на настан кој во својата суштина има за цел да ја поттикне размислата за нешто така важно за човековата индивидуалност, менталното здравје, но и истото да го промовира. Во годините на студирање, стручно усовршување и работење, во сопствената размисла се ткаеше идејата за создавање моменти кои имаат за цел да сведочат во истакнувањето на менталното здравје и важноста од неговото фундаментално значење за човековото битие и неговото постоење. И токму сега сме на настан кој верувам ќе не поттикне да го размислиме следново. Зарем не заслужуваме да живееме со идејата и размислувањата за утре, како и со идејата за подобро собствено ментално здравје и грижа за истото. Логичкиот след на таквата мисла неминовно ќе го постави прашањето: од каде да почнеме? Зарем не треба од себе? На тоа се надоврзува и прашањето: како, на кој начин? Начините постојат, важна е свесноста и мотивацијата за делување во вистинската насока. Кој друг, ако не ние самите? Кога, ако не сега? Честопати си го поставувам прашањето: дали живееме во време во кое човекот трага по собствената смисла на живеењето и што е она што се наоѓа во нејзината есенција. Сакам да верувам дека тоа нема да бидат само декларативни изјави од луѓето кои врз основа на свесноста за доброто од истото и социјално прифатливо размислување имаат за цел да ги прекријат идентитетската и екзистенцијалната криза на човекот во 21. век. И повторно се поставува прашање: како човекот да дојде до сознание за себе си и своето битисување? Зарем до таквите сознанија не се доаѓа преку градење и осознавање на собствената животна филозофија, по издигнување на свесноста за метакогнитивната способност, подлабокиот увид во собствените емоции, подобрување на севкупната добросостојба, способноста за емпатија, безусловното прифаќање на себе си, другите и светот, градењето и негувањето на односите со другите, ефикасно и ефективно делување во насока на поставените цели на професионален план, градење автентични интереси, ставови и желби, како и многу други сегменти на човекот и неговото постоење. Комплексна констелација од личности, аспекти и размислувања, зарем не? Сепак, динамиката во индивидуата сама по себе представува енергија која очекува да добие своја автентична форма на делување. И така и бидува човекот во текот на личниот раст и развој и дава некаква форма и се обидува да ги развие потенцијалите кои ги носи во себе. Комплексноста на човековото јас, спознавање на истото и негово реализирање во текот на живеењето, како и надминување на развојните кризи е процес кој покрај останатото и претходно наведеното подразбира и свесност и грижа за собственото ментално здравје, кој во себе ја содржи тријадата размислувања, поведение и емоции и како истата влие врз квалитетот на животот на поединецот.
Преку претходно изнесеното, верувам дека се дојде до моментот во кој се согледува важноста од менталното здравје и грижа за истото. Па затоа ја поставувам тезата дека грижата за менталното здравје ќе има позитивни импликации врз денешниот човек на личен, социјален и културолошки животен план. Така поставена, науката има за цел да ја провери. Од друга страна, она што сопственото искуство ми го говори е дека поголемата свесност и грижата за менталното здравје неминовно ќе доведат до подобрување на општата индивидуална добросостојба. За ова, но и за многу повеќе ќе дознаеме од денешните говорници. Имајќи ја честа и задоволството лично да ги познавам, можам да кажам дека богатото искуство кое го носат со себе, како и големите знаења кои несебично ги споделуваат, ги прават признати во своето поле на работење. Верувам дека преку артикулацијата на нивните ставови и размислување ќе допре идејата за менталното здравје и важноста од истото до секој релевантен чинител на општеството и градител на општествените политики и случувања, која сама по себе треба да представува поттик за делување во конкретна насока и креирање соодветна програма во интерес на самото население. Градењето на идејата и размислувањето, како и чувството за морална и професионална одговорност во делување во доменот на собственото работење, нека бидат поидовна точка во преземањето конкретни чекори. Пред да преминеме на главниот дел од трибината, сакам да ја нагласам убавината во различностите меѓу сите нас. Токму Нина Костовска е олицетворение на тоа како биолошките предиспозиции се покоруваат на волјата на човекот да го постигне најдоброто од себе, како и тоа дека човековата вредност не може да се измери врз основа на нешто дали можеме или не можеме да направиме. Сите ние вредиме, безусловно. Дозволете ми да ја поканам Нина Костовска да ви се обрати и да ве поздрави. Повели Нина. Јас сум Нина Костовска и имам Даунов синдром. Односно, имам висок хромозом, што представува грешка на природата. Поради која јас често правам грешки во животот. Уште како мала грешев во трчањето, грешев во зборувањето, во пишувањето. Некому му беше чудно. Некои ми се подсмеваа и неретко некои се ме погледнеа. Но кога да се дојдев дома, секојдневно го добивавме лекот кој ме одржуваше ментално здрава. Лекот е стар и многу познат и се вика безусловна љубов, безрезервна поддршка и безкомпромисна борба со предрасудите. И благодарение на тој лек стојам исправена ден пред вас, радосна, пълна со живот и подготвена да одговарам на предизвиците. Тука сум, за да ме подсетам дека лицата со потешкоти во развој се често изложени на занемарување и дискриминација. Основен фактор во заштита на нашето ментално здравје покрај семејството сте и вие, нашето обкружување. И навистина не е сеедно како не дошувате и како се однесувате кон нас. Изразувањето на емоциите е важно и ни помага да сватиме како се чувствуваме. Затоа, на сите ни е значајно да имаме кому да се обратиме кога за тоа има потреба. Извините, за почеток може да ни помогне разговорот со нашите пријатели, бидејќи е полесно да ми се довериме ним. Но и покрај тоа, што е убаво чувството кога да споделиме нешто со пријатели. Сепак, во некои ситуации треба да побараме помош од професионалци. Професионалната помош не ни е секогаш достапна од различни причини. Можете да ни помогнете, ако не возможите лесен и бесплатен пристап до стручна помош. Исто така,
Особено значајно ние да имаме едноставен и бесплатен пристап до други активности, кои се дел од нашето ментално здравје, како например спорт, музика, танц, цртање. Овие активности би ни помогнале да се чувствуваме интегрирано, прифатено и среќно. Знам дека сите вие ќе обидувате да ни помогнете на многу начини да се чувствуваме сакано. И затоа неизмерно ви благодарам за поддршката и ве сакам. Ова после година и колку вака сум дошла на нешто каде што не носа маска на сцена и кај што гледам луѓе во публика. Да. Веќе заборавивме да се собираме. Па, еве, Атана се тука, да. Ова е као нов почеток некој. Старо нов почеток. Да. Да, јас сега да се надоврзам на вас, пред да продолжиме понатаму, навистина би сакала да биде оваа трибина интерактивна. Ако можеме да ве ослободиме да прашувате, тоа би било мощно значајно. Идејата е всушност да се остави прилика за тоа, но пред да продолжиме понатаму, сакам да му се заблагодарам на Атанас, мојот драг колега, за иницијативата и за организацијата на овој настан. Мене ми е исто прва после пандемија, така што трема имам. Еве, јас да ве поздравам, се надевам дека ова функционира. Една голема благодарност до колегата Атанас Ивановски и Когитацио Рационалис. Благодарност до денешните домаќини. И кога модераторот спомна дека Атанас е младиот сограѓанин кој што навистина се потруди да го организира ова, јас помислив дека не се работи за младост или за искуство, се работи за мудрост и се работи за разбирање. Така да благодарност што после толку време не собра, еве да се видиме и ние не сме се виделе кој знае од кога. Прекрасно е да се види публика, прекрасно е да се зборува во живо и навистина тоа со ништо не може да се замени. Така да се надевам дека сите ќе придонесеме вечерва да малку го доближиме концептот на ментално здравје од аспект на хуманизмот. Па пошто модераторот не остави вака слободни Да си водиме. Да, повелете ве дамите, јас ќе им дадам предност ако како ќе се договориме, рекоа дека било кој може да почне. Јас би се надоврзала, всушност би кажала дека еден голем придонес за менталното здравје вечерва слушнавме од Нина Костовска, која што ни е светол пример како треба да се всушност пример и повеќе од тоа, би рекла, може би модел за лицата со пречки во развој, како да се однесуваат кон собствените пречки. Ти благодарам, Нина, што ни овозможуваш да ве слушнеме, да ве видиме и во исто време, предпоставувам и во средината, и во Кавадарци, секаде има лица со пречки во развој. Јас се обидував да видам во публика дали има, меѓутоа не можам да препознам како и да е. Прво би го искористила присуството на Нина, да ве поканам секогаш во иднина, кога ќе присуствувате на вакви или на слични настани, луѓето, блиските до вас, кои што имаат било каква попреченост, нека бидат дел од една ваква приказна. Нина е всушност првото лице со Даунов синдром кој што заврши факултет и единствена причина и има и зошто да се радува. Мислам дека најголемата причина за тоа е што никогаш семејството не се откажа, никогаш не ја зацкрива, секогаш беше во првите редови и излегуваше јавно и велеше: јас сум Нина Костовска, имам Даунов синдром. Така што би рекла дека првата порака како да се однесуваме кон менталното здравје ја добивме од Нина и јас мислам дека се што понатаму ќе кажеме ќе биде помалку вредно и помалку значајно. Ти благодарам, Нина. Ми благодарам, Нина.
Од каде да почнеме? Јас како долгогодишен практичар сметам дека може би било најкорисно за оваа трибина да се држиме до практичните аспекти на ментално здравје, ако се согласуваме сите тројца. И може би, еве, еден краток вовед, кога патувавме во кола, сега со тоа баш сакам да почнам, колега ја прашал Нина на работа, што е всушност ментално здравје, и Нина влегува во кола и ми вели: Тина, а што е ментално здравје? И ме збуни. И сега си велам од каде да почнам, дали од дефиниција, која што од прилика би звучала дека е ментално здравје отсуство на болест, може би вака најгрубо, но всушност е многу повеќе од тоа. Вклучува квалитет на живот, навики, животен стил. Значи, менталното здравје не е само отсуство на болест. За да се грижиме за своето ментално здравје, не значи само дека, не знам, треба да одиме на психолог, да посетиме психијатар и така натаму, или вклучува спортување, вклучува театарски представи, како што беше спомнато, вклучува престој во природа, на отворено, грижа за исхрана, квалитетен сон. Практично менталното здравје е широк поим и јас се надевам дека вечерва барем некој аспект ќе успееме да покриеме, што сметаме, еве, може би по наша слободна процена, дека би било важно за вас. И само, еве, пред колегите да продолжат, драго ми е што има многу млади во публика, ако добро гледам. Само еден податок сакам да ви кажам. Во Европска Унија статистиката, до која што баш за овој повод сега ја разгледував и ја освежува, вели пречки во ментално здравје, односно некакви ментални заболувања, се втора поред причина за смртност кај млади на возраст од 18 до 29 години. С оваа бројка, односно 18% од младите, замислете колкави се тие бројки, имаат ваков проблем. Сакам да ве охрабрам да ја искористиме оваа прилика, отворено да зборуваме и уште повеќе отворено да прашувате. Низ моето 20 и колку, може не треба да кажам, 28 годишно искуство, гледам дека на огромна моја радост, менталното, посетата на психолог и грижа за ментално здравје веќе не е привилегија само на болни, туку посета редовна, секојдневна и во отсуство на болест, имаме, барем јас во мојата пракса, се повеќе, што од прилика би значило дека тука некаде стигмата за ментално здравје и бариерите полека почнуваат да се рушат, а вие сте тие што всушност посакувам да го продолжите тој тренд. Така што, ајде да се надоврзаме. Да, јас ќе продолжам баш за менталното здравје, дека има широк, многу широк диапазон на кој зборуваме што е ментално здравје. Значи, почнува од она секојдневна грижа за себе си, потоа грижа за сопствените емоции, за сопствениот начин на функционирање. Ние често се среќаваме со луѓе кои сакаат да работат на себе, да развијат некои вештини или да добијат некои нови вештини, да развијат копинг механизми како да се справат со секојдневниот живот, да решат некои емоционални или социјални проблеми, вака, да не може да излезат на бина да разговараат, да прочитаат магистарски или било што, до група на луѓе кои имаат потешкоти во функционирањето заради некои различни психолошки причини. Често пати соработуваме заедно и со психијатрите и оно што ние како психолози го правиме. И грижата за менталното здравје е нешто секојдневно и стана сега многу актуелно. Ова, например, после оваа година и нешто од ковид кризата, како, не знам, како црешка дојде на сето ова што го доживеавме за сите оваа година и нешто. Многу актуелно стана што е ментално здравје, затоа што најавно се најдовме во некоја криза за која што никој не беше спремен и немаше доволно нити начини како да се справи со сето ова што го доживеавме.
постојаниот притисок, постојаниот страх за себе си, за собственото здравје, за здравјето на нашите блиски и не само за здравјето и за животот. Како да не искорна од нешто што живеевме, што се обидувавме да изградиме како наш живот и секојдневно функционирање, одеднаш почнавме да правиме нешто за кое што баш не бевме спремни. Изолација, социјална изолација, емоционална изолација, изолација од оние што ги сакаме, од нашите пријатели, од друштвото, од начинот на живење. И дојдовме во криза заради тоа што со тоа се изолиравме од наши битни делови, на кои што се базира нашето постоење и функционирање, нашата личност. И одеднаш стана многу актуелно, значи претходно ние доста работевме, зборувам како дел од комората на психолози и од една голема армија на психолози кои сме таму членови, лиценцирани и работиме сите заедно и соработуваме на грижата за менталното здравје, значи почнувајќи од превенција до лечење и рехабилитација. А одеднаш стана толку многу актуелно заради тоа што луѓето седеат дома и многу од нив побараа помош, патеа. Ние на почетокот на кризата во март минатата година, кога се објави вонредната состојба во Македонија, организиравме 30-40 психолози кои доброволно волонтираа во тоа, понудивме психолошка помош, телефонски броеви, Вибер, Зум или кој како ќе се снајде да поразговараме со луѓето кои седеа во изолација или беа болни од ковид. И некако тоа никако не заврши. Мислев не заврши вонредната состојба, ама оваа година и нешто останаа телефонските броеви, оставаа луѓето да се јавуваат, да се и се во се поголем број. Од почеток беше чудно за многу луѓе кои не беа навикнати на такво нешто, ама сега веќе како нормално луѓето се јавуваат, прашуваат, бараат помош заради тоа што ова не стегна сите. Не постои личност која има доволно добри копинг механизми, доволно добра сила на личноста за да година и пол може да се справува со постојаната промена која се случуваше во нашите животи. Се она што сме го спакувале во животот, нашите стравови, нашите сомнежи, повреди, неуспеси, ние обично така, личноста така се справува, си прави фолдери, си ги реди тие работи, некако си ги чува, нешто одработува, нешто потиска. Оваа криза и овој притисок што го доживеевме би отвори сите тие спакувани работи и не подсети на се што не сме довршиле во животот, се што сме си собрале. Така да, ако на некој од вас во некој период од оваа година и нешто не му било добро со менталното здравје, да кажам, не се плашите да побарате помош заради тоа што тоа е нормална реакција на ненормална ситуација. Значи да не ви биде добро е нормално. Да ви се појави нешто што сте мислеле дека сте го заборавиле е нормално. И еве и оваа денешна трибина е можеби поттик за тоа да видите колку сме ние како психолози нормални луѓе кои примаме жалби, луѓе, разговараме, тука сме за вас и се надевам дека на некого ќе му биде ова голема помош. Па добро, ми дојде редот. Колешките се осврнаа на практичните аспекти и додека размислував за тие концепции и тие промени низ кои поминавме оваа година, се навратив на една важна вистина, која сметам дека треба да истакнеме, поврзана директно со темата менталното здравје од аспект на хуманизмот, па ми текна на еден француски филозоф кој се сметал за татко на преднаучната психологија, тоа е Рене Декарт. Времето на Декарт изумре полека, тој денеска е символ за така наречената дихотомија или подвоеното разбирање на здравјето на ментално и физичко здравје. Тој, иако бил неук во тој 17 и 16 век кога живеел, сватил дека ние поседуваме корпус или организам или тело
и поседуваме нешто што се нарекува дух или спирит или како и да го наречеме. Меѓутоа, после долги децении, менталното здравје во науката, во практиката, го промени својот концепт. Денеска живееме во ера на така наречен холизам. Значи, во ера во која работите системски се сваќаат, како поврзани една со друга, како меѓузависни садови на еден голем систем. Како што и ние сме систем од човештвото, како што сме систем од нашиот фамилиарен корен, како што се систем од нашата нација, од нашето општество, така и менталното здравје денеска се сваќа само како еден аспект на едно севкупно и холистичко поимање на тоа што го нарекуваме здравје. Кога председателката на комората сега спомна за тоа како ние психолозите сме здрави, се насмеав иронично затоа што се сложувам со неа дека се е релативно, особено после едно вакво удирање на реалноста од нашите чела, ние свативме колку е тоа кревко, колку е релативно, колку е шарено тоа поимање на менталното здравје. И дојдов на идејата дека всушност треба да престанеме да размислуваме во дихотомни категории, во црно и бело, во ментално здрав и ментално заболен човек. Значи, ако во времето на психоанализата јаболкото, ако го земеме како метафора, и јаболкото скапало на едната страна, па ние ќе го оперираме тој дел и наводно тоа ќе зацели, сега ние не веруваме во тоа затоа што тоа што се случило во еден дел на системот ќе го зафати целиот систем. Целата психосоматика денеска се преврте на глава и на опашка затоа што веќе не знаеме дали не боли желудникот затоа што имаме стрес или анксиозноста настанала поради тоа што имаме хипертензија. Кој може тоа да го одговори, драги мои? Може би и не е главна поента да го најдеме правиот одговор. Имаме хипертензија зашто имаме анксиозност. Па да, се е тоа толку поврзано, што всушност нели ние и во психотерапијата не ги бараме веќе причините како во психоанализата, него начините како и што ќе правиме со тоа. Еве, например, ние сме разбрале дека поради раната травма во детство, ние сега имаме проблеми во партнерските односи и во сексуалниот живот и не знам како. Се поставува прашањето што со тоа. Ако тоа не го ставиме во функција како практично, прагматично сознание, тогаш ние не се менуваме, а психотерапијата е промена. Иако морам да кажам дека по моје размислување и психотерапијата е секундарно дејствување, не е секогаш превентивно. Ние забораваме во медицинскиот систем и во психолошката практика дека зборот превенција многу често е само фантазмагорична замисла на сите кои го мешаме тој поим со секундарно дејствување. По мене ние дејствуваме секундарно и терцијарно. Превенција, да се надоврзам на колешката Васков, превенција се случува уште во прашањето дали квалитетно живеам, каква вода пијам, дали уживам во природата, каков ми е сексуалниот живот, дали сум добар во изразување на емоциите и така натаму. Кога ние ќе дојдеме до посета на психолог, значи дека превенцијата или некаде заостанала, или сме немале свесност за тоа што можеме сами да направиме, затоа што јас припаѓам на психолозите кои сакаат да ги подучуваат младите колеги да не размислуваме панпсихички. Не смееме ние да мислиме дека се е психологија, затоа што има биологија, затоа што има генетика, затоа што има неврологија, физиологија и така натаму. И на крај се разбира социологија, која може да се каже дека најмногу ни настрада. Морам да прокоментирам нешто со кое не се согласувам. Многу наши колеги велат физичкото дистанцирање не значи социјално дистанцирање. Јас не мислам така, затоа што пак е холизам во прашање. Ако интерперсоналните релации помеѓу луѓето се холистички систем, од физикус, од емоции, од дух, од интелект, тогаш физичкото отсуство на контакт меѓу нас и тоа како го зафаќа системот. Но нема да одам во тој правец, ќе се вратам на една поента која сметам дека е многу значајна, а се нарекува избор. Слушаме разни приказни на ова навистина тешка, долга и како да кажам, мачна и декадентна година, дека ние многу сме научиле, дека човештвото многу ќе се променело. Не сакам да звучам скептично, но не мислам да живеам во лажовен оптимизам. Да се вратиме малце низ историјата. Сега ќе тргнем темата малку контекстуално историски.
Човештвото ја имаше лепрата, чумата, холерата, во Југославија имаше вариола вера, тифус и многу други неизлечиви заразни болести низ историја, од антиката се нава. Па треба да се запрашаме сите ние што човештвото научи. Ако ние го научивме тоа, секоја голема криза треба да не промени. Зошто ние вечно се враќаме во истиот цирцулус висиозис, нели Мајерсен круг? Значи дека човештвото е многу глобален концепт. Индивидуално ние се разликуваме во нашата свест. Ја би сакал да грешам и би сакал да знам дека после ковид кризата луѓето навистина ќе стават прст на чело за некои значајни прашања. Меѓутоа, во науката има една убава максима. Подобро да бидеш свесен и реален скептик, отколку занесен оптимист. Скепсата ја води науката напред. Ако нема скепса, ако нема сонdeж по научните методи во нашата практична работа, ние нема да напредуваме. Значи, ако ние тројца овде мислиме дека сме најпаметните на светот, и дека со нас психологијата го достигнува врвот, се лажеме. И добро е што се лажеме, затоа што има многу луѓе кои знаат да го прават подобро од нас. Ќе го завршам овој дел од излагањето со зборот избор. Оно што мислам дека треба да го разгледаме од аспект на свесноста и од аспект на автентичниот живот, а што комбинава многу значајни поводи, е зборот избор. Многу луѓе кои ги среќавав ми велеа, јас во оваа година навистина се одморив, јас оваа година сватив многу работи за себе, се вратив на некои книги кои не сум ги читал, се посветив на личен развој, се посветив на не знам што друго. И тоа е се во ред. Меѓутоа, прашањето е дали тоа сме го направиле поради свесноста за потребата и необходноста од истото, што се нарекува избор, или тоа сме го направиле затоа што сме биле приморани од аспект на хуманизмот и екзистенцијализмот, за што пишува на панелот на когитација рационализ, ние сме рационални и когнитивни битија, ако правиме избори во животот. И сега ќе објаснам зашто на луѓето им е тешко што мора да останат дома. Останувањето дома, кога си избрал да бидеш дома заради тоа што така ти треба или така сакаш, е една работа. Да бидеш асоцијален, да бидеш изолиран затоа што можеш, е сосема друга работа. Пандемијата ковид како никогаш доседа ни покажа дека ние не ги држиме конците во нашите раце и повторно не врати да размислуваме за концептот на личната одговорност. Дали е вистина дека ние секогаш ја управуваме својата судбина или постои таков кој? Еве овде сме, ако добро знаме двајца гешталтисти или другото, гешталтот секогаш го нагласува оно што е лична одговорност и тоа е добро. Меѓутоа, човештвото, природата, медицината ни покажа дека ние не сме толку многу, како да кажем, со уздите во раце, како што сакаме да мислиме. Не разбирате? И може би ова е добра лекција, добар шанс човештвото да свати колку сме ние ранливи, колку сме сами, колку сме понекогаш никакви, колку сме прекрасни во исто време. И да погледнеме на животот, може би баш од тоа што е оно што го има. Зашто оваа година, откажувајќи на работите кои ги немаме, не наместиме до место да погледнеме што е оно што имаме. Зашто човекот е таква проклета природа, секогаш го бара тоа што го нема. Да, забрането овоше и оно што го немаме привлекателна идеја, меѓутоа многу е тажно што сватиме колку не сме се радувале нештата што ги имаме. Например, да излезеш во еден час на полу, да прожиташ, затоа што така сакаш. Затоа што можеш. А не да го правиш оно што ти е наметно. Не знам дали е апликативно, во моментот мислам дека е, пошто е така креативна трибина, јас ќе ви прочитам нешто што во еден момент на размислување го напишав точно за ова за кое зборувам. Поточно таа година из која поминав, ме поттикна да размислувам за тоа што се случува со нас. Еве за среќа го имам во телефонот, па ако ми дозволите го прочитам и покрај
ова што ќе изгледа како еzoтерик, затоа што е мој текст. Меѓутоа мислам дека тука има многу креативни и слободни луѓе кои ќе го разберат него. Ова е една поема и се вика "И што после се", па јас ќе ја прочитам. И што после се, си ги измивме рацете, а душите валкани нерини останаа. И наполнивме фрижидерите, а срцата празни нерини се. Ги исправме старите и закоравени јадишта, а лошите мисли уште нели ги носиме. Ја почитуваме социјалната дистанца, а блискоста не ја умревме. Научивме да не ни дишеме во врат на тој пред нас, а добар ден не кажавме. Се гледаме едни со други како потенцијален извор на закана заради заштита и свесност. Но остана ли во тој поглед трошка доверба во нечија искрена простодушност? Домовите ни светат, а намерите темни мерили се. Цивилизацијата ни вели браво, а природата лута не ли ни е. Тоа е едно нешто што произлезе од такво едно размислување. Веќе нема да го зупирам времето, ќе продолжиме понатаму. Јас само сакам да кажам дека мене од страна ми изгледа колега Педаровски како ваш обид да се грижите за менталното здравје преку пишување и јас само можам да го поздравам тоа. И тоа е една опција за секој од нас. Всушност сите го имаме како избор, бесплатно е, кога сакаме може да пристапиме. Исто би се надоврзала на еден дел што го спомнавте, нели, околу физичкиот контакт. Да, во услови, нели, пандемија темата што ни е актуелна. Предпоставам дека токму физичкиот контакт е она што е причина за повторно ќе ги добра младите. Јас некако сум најмногу за нив загрижена. Простете ми повозрастните, јас бегувам во категоријата повозрастни. Меѓутоа некако искуството ми вели дека младите излегуваат најоштетени од оваа ситуација, бидејќи кога станува збор за тој контакт, повозрастните можеме и да искомуницираме и телефонски, и скајп, и онлайн, и не знам како. Меѓутоа, кога станува збор за младите, кај нив е тоа покомплицирано. Младите, особено на детска возраст, тие не комуницираат како нас, тие ги прават работите заедно. Значи, не само да зборуваат за нив, туку ги прават. Од најмала возраст дечиња на 4, на 5, на 6 години, тие седат едно до друго, не знам, редат коцки, пластелини, така натаму, на 16, 17, 18 години излегуваат, се дружат, се прегрнуваат. Така што тој физички контакт сметам дека на таа генерација и недостасува најмногу и е само една од причините, нели, за последиците што се чувствуваат во ова време. Би сакала малку да се придвижам во практична насока, не знам, некоја моја слободна процена дека може би тоа ќе ви биде интересно. Сакам да кажам дека во секојдневната пракса, која што многогодишна е, се повеќе, за жал или за среќа, не знам кој збор е најсоодветен, се повеќе млади луѓе се појавуваат со проблем. Но кога велам проблем, не мислам само на проблем, ајде да кажам, не толку длабок или можеби расправија некоја со другар, со пријател или раскинување на врска. Во секојдневната пракса, оно што најмногу ме загрижува, тоа се млади луѓе кои што се со длабоки анксиозно-депресивни кризи, со обиди за самоубиство, со самоповредување, со суицидални мисли. Значи, зборуваме веќе од едно општо, нели, грижа за ментално здравје, веќе за нешто што е малку повеќе сериозно. И тука сакам да нагласам, можеби секој од вас да ви поттикнам, ако можам, што да погледнете кај себе и евентуално кај блиските што се околу вас, вашите драги луѓе. Пред се мислам, вашето расположение. Дали имате желба наутро да станете од кревет? Дали имате енергија да го придвижите денот? Дали имате мотив, радост во секојдневно живење? Потоа, дали има кај вас иницијатива за спорт, за музика, за интеракција со вашите врсници, пријатели? Дали имате епизоди на плачливост? Доколку
било што од ова имате, или ако имате евентуално повеќе елементи, или пак ако ги препознаете кај најблискиот, може би не можете да дадете стручна помош, ама секогаш можете да се понудите за разговор. Така што погледнете го тој до вас, околу вас, пријател, друга роднина, известно е дека пандемијата влоши, ако претходно имавме 1 од 10 лица кои што страдаат од анксиозност, сега, особено во групата кои што прележат, 2 од 5 има некакви ментални проблеми. Инаку јас сум во тие што прележале, може би треба малку да порадиме на себе, но како и да е, сакам да кажам малку сега се обидам со хумор, меѓутоа станува збор за една навистина сериозна тема. Доколку препознавате нешто од ова што го наведов, сакам да ве охрабрам, во најмала рака прашајте тука сега. Слушнав дека ќе имате микрофон, ќе имате можност вашите прашања да ги поставите или да ги запишете на ливче, па ние да ги прочитаме. Јас ви се ставам на располагање во име на сите нас, слободно да ни искористите. Со било која тешкотија, ако ја имате, или барем дел од ова што го наведов, сакам да ве охрабрам. Зошто го правам тоа? Затоа што сметам дека треба да бидеме свесни дека проблемите со ментално здравје, анксиозност, депресивност или во последно време исто така целава ситуација наложи многу време поминување онлайн, па се повеќе се засилуваат појавите како играње онлайн гейминг или играње интернет или онлайн порнографија или онлайн коцкање. Тоа се аномалии кои ова време, последнава година и нешто на глобално ниво ги поттикнува. И сметам дека е добро отворено да зборуваме за нив, или пак ако некој од вас чувствува потреба да побара стручна помош, бидејќи навистина не е наивно, ако вие или вашите блиски или вашите деца поминувате 8-10 часа на интернет, ако наместо романтични, да ги наречем, врски, партнерски или редовен сексуален однос прибегнувате кон онлайн порнографија, и ако тоа поминува во навика, во зачестено користење, или пак нешто што за мене беше незамисливо, што беше се затворено, воопшто не можеше да се излегува, или младите од 9 часот или од 8 имаше еден период кога остануваат дома, не одат на училиште, не одат на спорт, не одат на музика, штитејќи се себе си, возрастните, штитејќи ги бабите и дедовците, им забранивме да се дружат со нивните врсници, меѓутоа, како кладилници и коцкарници останаа отворени. Јас имам појава, многу засилена појава на млади луѓе кои своето слободно време го поминуваат таму. Зошто? Зошто во отсуство на друг извор, веројатно тоа некому му се стори како добра идеја. И повторно ќе се надоврзам на колегите што спомнаа дека без разлика што сме психолози, сакам да истакнам дека ние не смееме да се фокусираме само на психолошките аспекти и не знам спектакуларно да психологизираме, бидејќи во основа на нашето однесување е биологија. Ако ние не чувствуваме задоволство и ако не можеме да го најдеме во спорт, музика, танц, дружење, смеење, водење љубов и така натаму, ние ќе побараме на друго место, ќе трагаме по возбуда, ќе бараме допамин во коцка и во сите овие аномалии што ги споменав. Така што ние, без разлика што сме психолози, не сме само не сме само ум, туку сме и тело и ум. Доколку сакаме да се чувствуваме добро, да бидеме расположени, весели, да живееме со чувство на исполнетост, неопходно е, и тука стигаме до промените во животен стил, да се грижиме за нашето ментално здравје преку активности со кои ќе си помогнеме да произведеме хормони на среќа. Колку за ваша информација, природата се погрижила за се, совршено. Ако му го дадеме на телото тоа што му е потребно,
ние ќе се чувствуваме убаво и за ова стоим одговорно и како личност, меѓутоа и со свој професионален кредибилитет. Значи, ако секој од нас стане и излезе од кревет, спортува, се погрижи во секојдневието да има правилна исхрана, да поминува доволно време на отворено. Впрочем, спорт и секс се едни од најдобрите производители на хормони на среќа. Престојот на отворено, кој што е пожелно да биде минимум 30-40 минути, тој му подпомага на нашето тело да создадеме витамин Д. Без витамин Д ние немаме серотонин. Серотонин е основниот хормон на среќа кој што ни дава чувство на тивко задоволство. Ако не го произведеме, ќе се чувствуваме неубаво, односно депресивни. Потоа тука е хоби. Науката вели дека постојат одредени активности, сега веќе со технологијата можеме да го следиме и метаболизмот на човечкиот ум, и вели дека активности кои што вклучуваат манипулација со раце, од типот, не знам, плетење, везење, составување, цртање, боење, месење кифлички, кои што јас никогаш не сум ги направила, и така натаму, значи активности кои што вклучуваат манипулација со раце се едни од најдобрите. Потоа активности кои што вклучуваат практикување на музика, преку танц, преку пеење, свирење. Не е исто само слушање, секако дека и тоа е убаво, меѓутоа ако практикувате, уште повеќе подпомагате буквално, ако го видите мозокот на овие техники кои што го следат метаболизмот, ќе видите фантастично пребојување. И исто така, во менталното здравје, вклучете ги миленичињата, значително може да подпомогнат во производство на хормони на среќа. Сигурна сум дека не сите од нас што сме тука сме љубители на миленичиња, но барем ако имаме стравови, фобии или не ги сакаме, во најмала рака можеме да се погрижиме нашите стравови, да не ги пренесуваме на нашите деца, барем ним да им овозможиме да уживаат во нешто во што можеби ние самите не знаеме да уживаме. Ова би биле некои, хајде да речам, кратки насоки и препораки на што да внимавате, или пак, ако го препознаете тоа кај себе или кај најблизок, побарајте во најмала рака, консултирајте се, еве слушнавме, не мора ни да отидете, има и телефонски броеви, има разговори, апликации, различни опции имате, не мора да отидете, не мора да ве чини тоа пари. Ако го забележувате кај близок, пристапете, прашајте дали можете нешто да направите за него и во секој случај овие препораки што, не знам дали ќе ги запомните, би сакала барем некој од нив, за производство на хормони на среќа. Доколку ги практикувате, јас одговорно велам дека голем дел од вас ќе успее да се справи, ако ништо друго, барем со поблагите проблеми во ментално здравје, доколку не зборуваме нели за патологија, за болести и така натаму. И сакам да ви кажам дека зад ова што го зборувам стои литература, но и јас со собственото однесување, бидејќи сакам клиентите да ми веруваат, го практикувам истото. Практично од собствено искуство, одговорно велам, дека физичка активност, милениче, бавење со хоби, поминување време на отворено и така натаму, сите овие активности помагаат да се чувствуваме добро. Впрочем, тоа беше мој избор да останам колку што можам повеќе ментално здрава, за да може да се издржи овој обем на работа кој што е на вистина нешто што јас во својата 28 годишна пракса не сум го доживеала. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.